за да може полесно преку Србија и Моравско-Вардарската долина да избие на Солун. Односот и ставот на балканските социјалисти уште во текот на подготовките на самите балкански војни, како и во самиот тек и по завршувањето, принципиелно бил непријателски и главно се базирал врз одлуките на Втората интернационала, кои што биле донесени на Штутгартскиот конгрес во 1907 година, потоа на конгресот во Копенхаген во 1910 година, како и на Базелскиот конгрес во 1912 година. Овој став се базирал врз тезата дека војните секогаш представувале дел од борбата на буржуазијата за превласт и како такви биле принципиелно осудени и сочинувале составен дел од класната борба на самата работничка класа. Балканските социјалисти во својата активност против готвените балкански војни активно се вклучиле со пишаниот, устниот збор и особено преку своите парламентарни групи во балканските парламенти. Македонските социјалисти уште во текот на готвениве војни светската јавност ја упозорувале дека тие војни не се водат за ослободување на Македонија, туку се резултат на завојувачката политика што ја воделе соседните млади балкански буржуази. Тие се обиделе преку печатот, преку јавни митинзи, преку меморандуми да ја ангажират балканската и светската прогресивна јавност да се заложи за нивното неодобрување, односно за разрешувањето на македонското прашање по револуционерен пат, односно со внатрешно, во стание со тоа што на Македонија би се дало внатрешна автономија и самата да се самоуправува. Меѓутоа, како општествена политичка сила, тие во ова време беа преслаби и не можеа да се наметнат ниту на светската прогресивна јавност, а уште помалку на балканските буржуази. Треба да ги спомениме исто така и да ја спомениме и борбата и протестите на македонската прогресивна група на чело со Чуповски во Русија во тоа време, која што преку својот орган Македонски глас водеше отворена борба за зачувување целоста и интегритетот на Македонија и се залагаше и апелираше до тогашна демократска Европа да се заложи да ги спречи балканските војни, односно да го попречи распарчувањето на Македонија по пат на балканските војни. Меѓутоа и оваа група беше преслаба за да може да се наложи, заради тоа што балканските војни, како што е познато, беа објавени, за кратко време истите завршија. Тие започнаа во името на ослободувањето на Македонија, а завршија со незината поделба. 2 години по Втората Балканска војна, Македонија стана едно од боиштата на Првата светска војна, а македонците и покрај отпорот беа регрутирани во 3 армии и присилно се бореа за двете противнички страни, силите на Оската и на Антантата. Доследна на своите експанзионистички цели за заграбување на Македонија и водејќи активна реваншистичка политика на Балканот, бугарската влада во октомври 1915 година ја објави војна на Србија. Победник беше Бугарија заедно со Австро-Унгарија и со Германија. Овој пат беше извршена нова прераспределба, односно поделба на Македонија, само меѓу Бугарија и Грција по должината на граничната линија од Охридското езеро до реката Места на исток, односно по бившата српско-грчка и бугарско-грчка гранична линија, воспоставена со Букурештскиот мировен договор. Македонскиот народ беше сведок на уште едно пресметување меѓу неговите поробувачи Србија и Бугарија, уште на една војна што ја опустоши земјата и уште една делба на делови во кои беа стационирани војските и на централните сили и на Антантата,
кои во наредните 3 години водеа жестоки и разорнувачки битки на фронтовска линија из село во Македонија во должина од 450 километри од Охрид до Орфанскиот залив. Македонија под бугарска окупација беше огромен логор за одржување на фронтот, за снабдување на армиите на централните сили. Од населението сосила се одземаа земјоделските, сточарските и другите производи, така што гладот беше присутен насекаде. Покрај тоа, македонците беа терани на принудна работа. Населението се разоружуваше и присилно се регрутираше во бугарската војска. Бугарскиот двор и неговата испружена рака врховистите убиваа неилјадници македонци. Така, во 1915 година, по наредба на бугарскиот цар, во заседа беше убиен и Јане Сандански, еден од највидните раководители на македонското национално ослободително движење. Истовремено во егејскиот дел на Македонија беше воспоставена власт на силите на Антантата. Во пределите источно од Вардар, окупацијата ја одржува англиските трупи, а западно од Вардар француските и српските војски. Окупаторите неконтролирано ограбуваа се што ќе им беше потребно. Покрај безработицата, немаштијата и гладот, македонскиот народ и народностите ги поднесуваа и разурнувањата и пустошењата од воените дејства. Стотици села па и градови по линијата на фронтот и во непосредна близина беа избришани од лицето на земјата. Жртва на обостраните бомбардирања беше македонскиот народ. Во текот на 1918 година, бројот на војските во Македонија достигна 1.200.000 луѓе, кои се подготвуваа уште еднаш македонските полиња, планини, градови и села да ги претворат во гробници на разнонационални војници и на македонското цивилно население. Во брзиот пробив на фронтот од страна на силите на Антантата страдаа уште стотици села и градови и недолжно население. По поразот, Бугарија беше вратена на границата од пред војната, а со Версајскиот мировен договор беше направена уште една мала корекција на картата на Македонија. Од Бугарија беше одземена Струмичката околија и беше приклучена кон новосоздаденото кралство на србите, хрватите и словенците. Попусти беа апелите и меморандумите на македонските прогресивни дејци од Швајцарија, Цариград и од Русија на Македонија да й се даде автономија. Версајските миротворци ја потврдија територијалната поделба на Македонија. Во таа состојба поделбата се задржа до денес. Така, благодарение на противречењето на Србија и Бугарија, Грција го доби најголемиот дел од Македонија. Продолжи асимилацијата на македонскиот народ. Балканските војни не само му нанесоа пустош и разурнување на македонската земја и дојде до присилно распарчување на Македонија меѓу трите млади империалистички држави на Балканот, а со основањето и на албанската држава и како четврта поделба, туку со еден однапред промишлен и организиран план, сите три империалистички држави преку своите војски и администрација спроведува и еден присилно емигрирање и денационализирање на македонците во освоените територии. Таа појава дојде уште при првата Балканска војна, кога во прв ред настрада немирно турско население, а во втората Балканска војна настрада пред се македонското население во сите три окупирани територии на Македонија од овие држави. Најмногу секако настрада територијата во егејскиот дел на Македонија, кој беше окупиран од грчката држава, која гонејќи ги бугарски